да реплицирам. Прво, делницата од Струмица до Радичево не се изгради од 94 до 98 година, туку многу добро се сеќавате дека поранешниот премиер Љупче Георгиевски се члента 2000 година до 2002 година. Со продажбата на Телеком се изгради делницата од 2005 до 2006 година и од тоа од страната на Радовиш спрема Струмица. Во тој период, тука е господјата Цветанка Иванова, која што беше пратеник, во тој период мислам дека пратеник беше и актуелниот градоначелник на општина Струмица Зоран Заев, па не се изборивте барем да продолжи патот од Струмица спрема Радовиш, туку тргнавте наопако од Радовиш спрема Струмица. За ваша информација, вие сигурно знаете, бидејќи знам дека секојдневно патуваме по тој патен правец, за информација на јавноста, патот Струмица Радовиш се работи. Јас се согласувам со вас дека овој патен правец кој што го граделе германските затвореници во касните 40 години не го заслужува ниту Струмица, ниту Источна Македонија. И се согласувам дека можеби уште пред 20 години требало да биде готов, меѓутоа оваа влада со сопствени средства, значи патот Струмица Радовиш, таа делница од 10 км моментално се гради од парите од буџетот на Република Македонија. До крајот на годината ќе биде изграден. Ке ве подсетам на една работа, а тоа е 2002 година кога дојдовте на власт, патниот правец Банско-Куклиш беше поставен, тампониран со веќе и поставени ивичњаци. За 4 години успеавте само да ги открадете ивичњаците. Мислам не вие, туку луѓето на кои што им беа потребни. Благодарение на оваа власт, патниот правец се реконструира, се изгради повторно, целосно, на ново. Значи, не само што не направивте, туку го уништивте и што го имавте како подлога. Струмица Дојран е патен правец кој се реновира после 40 години. Од Струмица до Валандово, очигледно постојано возите низ Радовиш, па не сте оде во Валандово, значи сега и шпартане патот, и вичите се ставили така таму, значи не можеме да кажеме дека е делумно реконструиран. Може би е делумно во правецот од Валандово спрема Дојран. Меѓутоа, од Струмица до раскрсницата со Валандово е апсолутно целосно завршен. Кога зборувате исто така за патен правец, зашто не спомнете дека после 50 години се прави патниот правец Ангелци Велјус? И тоа се пробива нов патен правец. Благодарам.